Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Глас на надежта и на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравјето и храната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро, средечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежта. Започнуваме нашата денешна утринска програма Разбуди се, емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Еве денеска ќе бидеме повторно заедно и верам дека се оно што ќе го презентираме ќе биде на благослов на сите нас. Вообичаено нашата емисија започнуваме со добри мисли и денеска ќе прочитаме неколку такви мисли од Библијата, поточно од книгата Проповедник, а знаеме дека ова книга ја напишал мудриот Соломон, односно тука се собрани сите негови мудрости, како и во книгата Пословици. Еве ќе прочитам неколку текстови од 3 глава на книгата Проповедникова. Тој вели: се има свое доба или свое време. И секоја работа под небото има свое време. Време за раѓање и време за умирање. Време за садење и време за корнење на посаденото. Време за убивање и време за лечење. Време за разорнување и време за градење. Време за плачење и време за смеење. Време за тажење и време за играње. Време за фрлање камења и време за собирање на камења. Време за прегарнување и време кога се остава прегарнувањето. Време за барање и време за губење. Време за пазење и време за отфрлање. Време за кинење и време за шиење. Време за молчење и време за зборување. Време за љубење и време за мразење. Време за војна и време за мир. Која е ползата на работникот од неговиот труд? Еве со ова прашална реченица Соломон ги завршава овие мисли кога зборува за времето. Значи, се има свое време. Како што земјоделецот ќе посее семе на есен и ќе чека скоро 6 месеци додека пшеницата не порасне и не донесе род, така да си има свое време. Така и човекот се раѓа, расте, созрева, стари и на крајот завршува неговиот живот. Така да не ги брзаме работите, почитувани гледачи. Се си има свое време. Па еве и денеска Бог ни подари ново време од 24 часа, време кое не може да го пренесеме на другиот ден, или да го растегнеме, или да го намалиме. Затоа Соломон навистина бил мудар, Господ му е дал таа мудрост и тоа го преточил со овие зборови. Се има свое време. Така да не ги пренагнуваме или да не ги притегнуваме работите во животот, туку да оставиме онака како што Господ тоа го создал и го направил. Денот од 24 часа, седмицата од 7 дена и така нато. Месеците, знаеме, луѓето ги направиле, те 28, те 29, 30 и 31 ден, меѓутоа седмицата потекнува од рајот. Значи, човекот не ја создал. Знаеме дека во текот на историјата покушале во Франција да направат 10 дена, 9 да се работи, 10 да се одмора, но не успеале. Кратко тоа траело и повторно се вратиле на седмицата, затоа што таа седмица Бог ја создал, како што вели таму во 1 глава, 1 Мојсеева, се беше добро. Прв ден, втор ден, тоа е ден од 24 часа. Во тие 24 часа 8 сати има човекот да се одмара, 8 да работи и 8 да се рекреира, да создава нешто. Така да се си има свое време. Нека и овој ден што Господ ни го подарува, нека биде благословен и се во свое време, како што вели мудриот Соломон. Одеме сега да ве поздравиме со една убава христијанска песна.
povedi svojom stazom mira, čista srca k tebi ja ću doć. Bože moj, Bože moj, s tvojom rukom na ramenu svom, teška mora ja ću lakše prijeći, mojoj duši podaj blagoslov. Bože moj, Bože moj, mojoj duši podaj blagoslov. Bože moj, Bože moj, moje suze vidiš samo ti, tu si sa mnom kad napuste me svi. Svjetlost moja, utjeha kroz noć, ti ne ostavljaj me, Bože moj. Moje suze vidi samo ti, tu si sa mnom kad napuste me svi. Svjetlost moja, utjeha kroz noć, ti ne ostavljaj me, Bože moj, Bože moj. Kada zadnji ja napravim krug i kad dođem pred kraljestvo tvoje, moja duša mir će naći svoj. Bože moj, Bože moj, Moja duša mir će naći svoj. Bože moj, Bože moj, moje suze vidiš samo ti, tu si sa mnom kad napuste me svi. Svjetlost moja, utjeha kroz noć, ti ne ostavljaj me, Bože moj. Moje suze vidi samo ti, tu si sa mnom kad napuste me svi. Svjetlost moja, utjeha kroz noć, ti ne ostavljaj me, Bože moj, Bože moj. S tvojom rukom na ramenu svom, teška mora ja ću lakše prijeći, mojoj duši podaj blagoslov. Bože moj, Bože moj, mojoj duši podaj blagoslov. Bože moj, Bože moj, Bože moj. После ова убава песна се враќаме повторно во програма во живо. Ја следите утринската емисија Разбуди се на радио Гласна надежта. Гледаме овде наши гледачи, имаме секако најмногу од Македонија, но имаме од странство, имаме од Германија, од Грција, од Србија, но имаме и од Хрватска еден посебен мој пријател, ќе го поздравам, ќе го спомнам неговото име, тоа е Душко Прнков, тој живее во Вараждин. Доле поздрав до сите македонци кои се таму во Хрватска, односно во Вараждин. Верувам дека сите сме благодарни на Господа, без разлика каде живееме, во кој дел на светот, ние припаѓаме во едно семејство, а тоа сме синови и ќерки Божи. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Во наредните неколку минути сакам да спомнам во врска со овие сервисни информации
da kažeme kako je времето во Македонија. Вие кои живеете во странство сигурно ве интересира како е времето во Македонија. Денеска во Кавадарци и претежно во цела Македонија осамна сончево, ведро, меѓутоа нема да биде така. Попладне повторно ќе имаме облаци и ќе биде врнежливо, бидејќи овие денови навистина падна и температурата, по планините падна и снег, но сепак позитивни се температури. Денеска ќе имаме променливо облачно и потопло време со сончеви периоди, попладне ќе има локален слаб дожд, краткотрајно поројен и услови за појава на ретки грмежи. Ќе дува умерен, а во западните делови повремено засилен ветер од југозападен правец. Слично време ќе биде и во Скопје и Скопската котлина. Што се однесува до температурите, навистина тие се драстично развлекуваат од 2 степени до 10 на запад, значи во западните делови на Македонија, а во крајно јужните делови во Гевгелија од 9 до 24. Гледате како распон од 9 наутро до 24 степени. Така ќе биде во Кавадарци, во Теквишијата, во Охрид нешто посвежо, од 8 до 16, Пелагонија од 8 до 20, во источните делови, Беровските од 4 до 19 и така натаму. Значи имаме променливо време, така ќе биде и утре, малце посвежо, ќе паднат температурите дневните некаде до 20 степени, но во следните 3 дена исто така ќе имаме променливо време, температурите дневните ќе одат нагоре до 26 степен, значи ќе имаме на 28 април. Што се однесува, значи полека ние го трошиме и месецот април, веќе навлеговме во последната седмица, би рекле, од овој месец април. Како и да е, убаво е времето, треба вода, треба дождови, бидејќи беше почвата доста суша, немаше снегови ова зима во Македонија, така да, мислам, по градовите, по селата, и затоа овој дожд што падне, што ќе падне, е добре дојден од страна на земјоделците. Што се однесува до состојбата на патишата, вие кои ќе возите за викендот или кои сте веќе во вашите автомобили, сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по влажни коловози, немој да возите под дејство на алкохол, биете внимателни, посебно во градските средини, каде што има училишта, пешачките премини, значи се предно за пешаците. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор градските средини е умерен, на грешните премини од македонска страна, значи нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Почитувајте ги сообраќајните правила, возете прописно и ќе немате проблеми ниту со полицијата, ниту со некои други пречки. Одеме сега да го проследиме утринскиот текст за денеска. Го наоѓаме во второто послание до Коринтијаните, 1 глава, 3 и 4 стих, еве што напишал апостол Павле. Благословен нека е Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, Отецот на милосредноста и Бог на секоја утеха. Тој не утешува при секоја наша неволја, та и ние да можеме да ги утешиме сите оние кои се во неволја со она утеха со која Бог не утешува нас самите. Бог е секогаш спремен да им ја покаже својата милост и вистина на покајаните грешници. Тој е спремен да ни дари простување и љубов. Тој бара оние кои се благословени со неговото сочувство да ја покажат истата милост и љубов кон другите, бидејќи тоа значи да се прават Христовите дела. Тоа значи да се држат Божите заповеди. Они кои покажуваат вистинска благодарност, го слават Бога со тоа што имаат најголема љубов кон Него, а своите ближни ги љубат како себе. Тие го обелоденуваат фактот дека не го примиле духот на овој свет, туку Божјиот дух. Врз база на практични искуства, тие знаат какви добра Бог несебично им дал, бидејќи се просветлени од Светиот Дух. Тие го градат своето спасение со страф и трепет, бидејќи знаат дека Бог прави во нив да сакаат и да го прават она што му е нему по волја. Во душата на верникот пребива Христос, изворна вода што тече во вечен живот. Кога себе се сметаме за Христова откупена својина,
поясно ке ја видиме својата потреба за неговото постојано присуство, за да можеме да го представуваме, покажувајќи сочувство и љубов кон сите кои се доведени во нашата сфера и влијание. На нашиот живот почива света одговорност и само кога сме целосно посветени на Бога, само кога не чисти и ни го подарува својот живот и дух, можеме на исправен начин да го представиме пред другите. Нашата одговорност се однесува на нашите мисли, зборови и дела, како и на нашата обемна работа помеѓу ближните. За да го држиме законот, треба да се држиме до златното правило, да им го правиме на другите она што би сакале и ние да ни го прават нам. Нашето влијание мора да биде посветено со Божиот дух, за да представува благослов за човештвото. Не треба да бидеме загрижени во врска со тоа што ќе правиме во наредните седмици, месеци или години, бидејќи иднината не е наша. Наш е само еден ден и утекот на тој ден треба да живееме за Бога, да го разубавиме својот карактер со вера во Христовата правда. Тој ден треба да го предадеме во Христови раце, во свечена служба, за тој да не води во сите намери и планови. Тој ден на другите треба да им го правиме тој ден на другите треба да им го правиме токму она што сакаме нам да ни го права. Треба да бидеме спремни да изговориме љубезни зборови од срце полно со сочувство и љубов. И тоа беше соодветниот коментар на текстот или на двата стиха кои ги најдовме во второто послание до Коринтјаните, 1 глава, 3 и 4 стих. Павле овде не советува, почитувани гледачи, да го делиме она што сме го примиле. Да не бидеме себични. Значи, ако ја знаеме вистината, ние сме должни да ја поделиме со други луѓе, да ги упатиме кон Христа, кон Бога. И затоа да не се оптеретуваме на крајот, заклучува овде писателот, вели, секој ден си носи свој и добро и лош. Да не се оптеретуваме што ќе биде утре, задутре, другата седмица, другиот месец или другата година. Не треба да бидеме загрижени во врска со тоа што ќе правиме во наредните седмици, месеци или години, бидејќи днината не е наша. Наш е само еден ден и во текот на тој ден треба да живееме за Бога, да го разубавиме својот карактер со вера во Христовата правда. Нека навистина овие совети, упатства што сега ги прочитавме, ги слушнавме, да ги примениме во нашиот секојдневен живот. Бог секогаш овде вели е подготвен или спремен да ја покаже својата милост и вистина на покајаните грешници. Тој е спремен да ни дари простување и љубов. Тој бара оние кои се благословени со неговото присуство да ја покажат истата милост и љубов кон другите, бидејќи тоа значи да се прават Христовите дела. Ја знаете она приказна од Библијата, оној кој бил должник на некој човек, малку должел, а тој другиот должел многу повеќе и дошли кај господарот да им бара прошка за тие, знаете, должел новчани средства и тој му простил. Меѓутоа, на тој што му било простено, некој друг му должел многу мала сума на пари. И тој што должил многу мала сума пари, на тој отишол да бара прошки и не му простил. Гледайте колку луѓето понекогаш се неправедни. Тој му простил голема сума на пари, а не бил подготвен да прости мала сума на пари на својот должник. И затоа овде вели, они кои покажуваат вистинска благодарност го слават Бога со тоа што имат најголема љубов кон него, а своите ближни ги љубат како самите себе. Еве, тоа беше пораката, одиме сега повторно со песна. Овој свет е долина на солци, кај пустат силни ветрови, а јас и ти сме само патници. Преко густи црни облаци, мал зрак на среќа блеснува, но набрзо го снемува. Не се плаши, оди храбро, и во добро, и во зло. Бог те води, знај,
životot. Srce neka se nasme, Božji dar, ovoj den, sekoj neka prepoznaje, volna Božja ljubov žive, mir i dobro da širi me, Isusa da go sledi me, zadam vidi celio svet, deka nije Božji deca sme. Ovo je život kako nežno cveće što se rađa i vene i što na kraj od seće ostane. Zato apatniku što stradaš, pogledni se ga na gore, kon domot naš nebesen. Bidi srećen, ponso vera, Isus spasni doađa, će ne vodi toj vo večnost tam. Srce neka se nasme, Božji dar, ovoj den, sekoj neka prepoznaje, volna Božja ljubov žive, mir i dobrom da širi me, Isusa da go sledi me, zadam vidim celio svet, volna Božja ljubov žive, pejmu na Isusa, slavi go sekoj čas, zadam vidim celio svet, deka Božji deca nije sme, od nas Božja ljubav žive, od nas Božja ljubav žive. Evo nepovtorno ovo programa počnu gledači. Pozdrav do svita vas koji uvijek vreme se vključivte i vo živo sledite naša totinska programa Razbudi si mise koji se mitova sekoja sreda. Продолжуваме со интересни вести денеска имаме од светот. Секако денеска вестите ни доаѓаат од Узбекистан. Во минатата емисија со така имавме интересни вести од оваа држава и кажавме неколку информации за самата земја, но еве уште неколку факти. Фудбалот е најпопуларниот спорт во Узбекистан. Традиционалното борење исто така многу популарно, значи борење. Официјален јазик е узбекистанскиот, но често се користи
i Ruskiot. Ova je poranešna republika, znači od Sovjetski od Sojuz, od Rusija, no je svega je nezavisna država. Današnje vesti Kenigje raskaže Violeta. Nerešiteljnost pri povik za krštevanje. Violeta ne se čustvovala podgotvena za krštevanje, koga jedan adventistički propovednik upatil apel za vremena jedan evangelski sostanog vo Taškent, glavni od grad na Uzbekistan. Ta smetala da kanizinoto znanje za Biblijata ne je dovoljno. Povikot na propovednikot do Lugitu da im go predada celi od svoj život na Boga i se činil pregolem. Ne možem da go storam toa, pomislila, nema da go storam toa. Violeta već je nekoje vreme odela na bogosluženija su svojeta majka vo adventističkata crkva. Zajedno se mala grupa tije go završuvale proučovanje to na osnovne te vistini na Biblijata. V to vreme dekanot na Adventistički teološki univerzitet Zaokski od Rusije došao vo Taškent da održi serija evangelskih predavanja. Kojeg je povikao Lugitu da mu go predat svoje to srce na Boga s okrštevanje, majkata na Violeta je bila prva što odgovorila na toj povik. Togaž Violeta go videla 14-godišnji sin na pastorot na crkvata kako odgovara na povik od potoa i treto lice začekorilo napred. No Violeta ne se pomestila. Ne, pomislila ta, nema sega da se krstam. Slednata večer propovednikot povtorno upatil povik. Violeta se setila da jedna prijateljka od crkvata je ohrabrila da se krsti veliki. Ako si gi poručila osnovite vistine na Biblijata, može da se krstiš. No ta ne se čustvovala spremna. Čustvovala deka neja znaje dovoljno Biblijata. Koga propovednikot ga upatil svoj apel i se činilo deka gleda direktno voneja. Ta cvrsto odmavnala su glavata v znaka na negiranje. Poslednata večer od serijeta predavanja propovednikot ga upatil poslednji od povik, koji saka da mogo predade svojeto srce na Isusa s okrštevanje, prašal toji. Violeta se prašuvala što da pravi. Ta bila uverena deka adventističkata crkva je proučava samo vistinata od Biblijata, no ta se ušte ne se čustvovala dovoljno hrabra. Majkata na Violeta je ušte 10 mina izlegle napred, koga propovednik upatil povik za krštevanje, no ta se ušte se dvoumila. Propovednikot gi dočekal, no ne se otkažal. To je go povtoril povikot ušte jedneš. Znači ta grupa izlegle napred, no Violeta se ušte se dvoumela. Da li ušte nekoj saka da se javi, gi povikal na sobranite slušatelji. Violeta čustvovala kako seko iz zborštovo kažoval da je se obrekja direktno na neja. Da li da izlezam, si mislila vo sebe, se kolebela, se kršela. Pred da shvati, se videla sebi si kako stanova i odi do propovedalnata. To je to, rekol pastorot, to je ličnost što ja čekav me. No Violeta ne bila poslednata ličnost što stanula i došla do propovedalnata. Koga stignala do prvi red, jedan 60-godišnji čovjek stanal i pristapil i zastanal pokrenija. Zajedno gi proučuvale osnovite biblijske vistini. Se kolebav, rekol toji, no koga vidov vas kako stanuvate od svoje to mesto i supatuvate na ke katedrata, se ohrabriv i jas i samio da začekoram napred. Violeta se začudila. Nikogaš ne bi pomislila deka nizinata vnatrešna borba i krajnata odluka bi možele da vlijat na nekoj drug. Srce tu se ispolnilo so radost. Violeta deneska je srekna što togaš se krstila. Ta veli deka shvatila oti nema nikakva pričina da čeka. Ne je potrebno da je znaje celata Biblija za da se krsti i sve što treba da napravi je da mogo predade svoj život na Isusi, da verova vo nego so se to svoje srce. Na krajot, na krišata koga čuvarot gi prašal Pavle iz sila, što treba da napravi za da bide spasen, ti je odgovorija, poverovaj vo Gospoda Isusa Hrista i ke se spasiš ti i celiot tvoj dom. Evo ova je iskustvo to na Violeta koja je navistina se kršela, svekako to je sila ona nečastivata sila na satanata koji gi pokolebuva Lugeto da ne donesa vistinska odluka vo vistinsko vreme. I zato ako i vi stojite na vaša te životna raskrsnica počituvani, sve ušte neste se krstile,
Побарайте проповедник, побарайте неблиската црква, адвентистичка црква секако, која ги држи сите правила, 10 заповеди. Бидете научени и тогаш доброволно крстете се, зашто тоа е еден завет, еден договор со Бога кој е многу важен. Библијата вели кој ќе поверува и се крсти, ќе биде спасен. Не е доволно да се верува. Многу луѓе веруваат во Бога. Библијата вели дека и самиот Сатана верува во Бога, но знаеме дека тој ќе биде изгубен. Така да, кој ќе се крсти, ќе отпушти еден нов живот со Бога, тој тогаш станува Божја собственост. Тогаш Бог има одговорност да не чува и да не пази во нашиот живот. Нека ово искуство не охрабри сите нас, кои се уште не сме го сторили, тој многу важен чекор во животот на човекот. Одиме повторно со песна. Продолжуваме со нашата програма, почитани гледачи. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо следите ова утринска програма која се емитува од Медија центарот во Кавадарци. Емисија Разбуди се, емисија која е посветена за сите христијани, без разлика во која деноминација припаѓаме, за секој овде има порака и да заеднички напредуваме во нашиот христијански живот. Следува порака, духовна порака од Библијата, една кратка тема, едно кратко проучување. Ево на почетокот еден пример. Еден питач нашол кожен прирачник што некој го загубил на пазар. Тоа се случува, знаете, има многу луѓе, па метеш, се движат по пазарите, ете, некој човек си го изгубил својот паричник. Отварајќи го, открил дека во него се наоѓаат 100 златници. Значи, човек, питач, ние што би рекле просјак, нашол паричник, а внатре 100 златници. Потоа го слушнал трговецот како вика: награда, награда за оној кој ќе го најде мојот кожен прирачник. Честниот питач дошол кај трговецот и му го дал паричникот, велејки: еве го твојот паричник, може ли сега да ја добијам наградата? Награда, се подсмевал трговецот, алчно броејќи го своето злато. Зошто? Па во паричникот што го загубив имаше 200 златници, веќе си украл повеќе од 100 златници. Како да те наградам? Заминува или ќе те пријавам на полиција. Судијата на судот внимателно ги слушал двете страни на оваа приказна и еве што кажал: ви верувам на обајцата, а правдата е можна. Трговецу, ти рече дека во паричникот што си го загубил имало 200 златници. Па тоа е значителна загуба, но во паричникот што овој питач го нашол имало само 100 златници. Затоа тоа не може да е паричникот што ти си го загубил. Велејќи го тоа, судијата му го дал паричникот и сите златници на питачот. Еве, вистина, како пресудил овој судија, но земските судови се такви. Може да бидат правични и неправични, почитувани гледачи. Меѓутоа, кога некои луѓе ќе го слушнат зборот суд или правда, тие веднаш помислуваат на казна.
Во секојдневниот одговор правда значи да се добие според заслугата. Славниот американски писател и сатиричар Менкен еднаш рекол: неправдата е сразмерно лесно да се исправи она што боли е правдата. Бог вели дека еден ден ќе му суди на светот. Секој ќе добие награда според она што го правил во животот. И тоа е она што не плаши. Ние знаеме дека ќе ни биде многу непријатно ако Божиот совршен суд го впери прстот кон нас и ни го даде она што го заслужуваме. Библијата зборува, почитувани пријатели, за небесниот суд. Библијата зборува и за 1000 години на време, кога за време на 1000 години, кои спасените ќе ги поминат на небото, ќе се одвива суд над грешните. Односно, тогаш ќе бидат оправдани целосно спасените, тие ќе бидат сведоци дека она што Господ ќе го пресуди е праведно. Еве што кажа Исус за судот. Сега е судот на овој свет, сега кнезот на овој свет ќе биде исфрлен надвор. На крстот Бог му судил на сециот човечки род преку Исуса Христа. Исус дошол слично на грешно тело и ги презел на себе сите гревови на сите луѓе од сите времења. Благодарение на Христовата смрт, сатаната го загубил правото да ги смета луѓето за своја собственост поради нивните гревови. Христос го поразил сатаната. Знаеме дека на крстот сатаната го изгубил, ја изгубил борбата. Иако денеска тој се уште собира жртви непокајани грешници, но на крстот Исус извоил победа да повторно го вради човештвото тамо каде што бил на почетокот. Значи, на крстот Исус ја враќа собственоста, почитувани гледачи, на оваа територија, на оваа планета, на оваа земја, на тебе и на мене. И секој кој ќе се покае и кој прими Христа за свој спасител, тој ќе биде спасен. Сите луѓе се вклучени во овој суд. Цената на гревот била платена за секој од нас на крстот на Голгота. Нашата осуда е неговата осуда, неговото оправдување е наше оправдување, а неговото воскресение е залог дека ќе воскреснат и они кои ќе го прифатат Исуса Христа, се мисли на оние кои ќе починат. Според Јован, втората етапа на судот го обележува проповедањето на Евангелието. Оваа етапа директно се надоврзува на првата етапа. Евангелието ги повикува луѓето да се поистоветат со судот што се одвивал на крстот. Секогаш кога Христос и неговиот крст им се проповедаат на луѓето, се одвива судот. Секој од нас се наоѓа пред одлуката која слуша евангелската порака. Или се поистоветува со гревот на оној кој е осуден на крстот, или се поистоветува со Христа кој се прославил во воскресението. Но сејќи одлука во врска со Исуса Христа, ние го прогласуваме судот над нас самите. И третата, последна етапа на Божиот суд се одвива на крајот на времето. Новој суд е само потврда и објава на резултатите од првите две етапи на суд. Значи, постојат три етапи. Прва, втора и трета. Во третата само ќе се констатира, нема да се суди. Ние сега живееме во таа фаза на судење според пророштвото на Даниело, 8 глава, 14 стих, кај што вели дека до 2300 денови ноќи ќе се очисти светилиштето и така натаму. Од тогаш, според библиските пророштва, 1844 година отпочнал тој небесен суд над мртвите. Значи, од првиот маченик, Авел, па наваму, значи, тој суд сега работи. Рековме, постои втора етапа и третата е конечната, кај што само ќе се прогласат кои се спасени, кои се изгубени, а тоа ќе биде за време на 1000 години, кога спасените ќе поминат горе на небото. Првиот дел од завршетокот на времето, судот се одвива пред второто Христо доаѓање. Значи, сега е фазата на судот, кога се тоа одвива. Зашто, ако Исус, например, дојде утре, веќе ќе бидат одредени кои ќе бидат спасени, а кои изгубени, така да ние живееме денеска во времето на судот. Суд започнува и завршува при воскресението. Секако за починатите, еве што вели Павле, а за останатите мртви,
koji ne uživija dorika ne se navrši 1000 godini. Ovo je voskresenje, koje Isus go ne rekao, voskresenje na osuduvanje. Ovo je второто воскресение. Znači, во првото воскресение ќе воскреснат само праведните. Тие ќе бидат преобразени и земени горе на облаците. Во второто воскресение, после 1000 години, ќе воскреснат грешните, за да примат суд, не награда, туку суд. Тие ќе воскреснат такви какви што и заспале, легнале во својот гроб, што се вели. На крајот, кога спасените заедно со Исус Христос вели и светиот град ќе се спуштат на ова земја, тогаш, еве што вели Павле, а сега се одвива последниот суд, дел од судот. Голем бел престол и мртвите, мали и големи, каде стојат пред Бога, и книгите се отворија. Тогаш на мртвите им беше судено спред она што е напишено во книгите според нивните дела. Тамо ќе настане плач и чкрипање на заби, кои ќе ги видите Аврам, Исак и Јаков и сите пророци во Царството Божие, а себе истерани надвор. Кога злите покрај сите докази што им се изнесени ќе тргнат по ширината земна и ќе го опколат градот и светите и возлюбениот град, вели ќе се покаже пламен оган од небото и тогаш ова земја ќе биде уништена, на жалост и сите грешни. Овде ќе биде пеколо. Тоа ќе биде време на пекол, на уништување. Значи на грешните луѓе и на ова планета. И потоа Бог ќе каже, еве, создавам ново небо и нова земја. И тука град Јерусалим ќе се спушти и спасените ќе отпочнат еден нов почеток, наречен вечен живот. Значи, после 1000 години поминати горе на небото, спасените, кои ќе се очисти земјата од гревот и од грешните, ќе отпочнат еден нов живот, нова планета. На крајот, сета неправда ќе биде надвладеена. Кротките, вели Библијата, ќе ја наследат земјата. Иако тоа може да изгледа неверојатно низ историјата. Ние можеби нема секојаш да бидеме срекни овде, но чекаме според, вели Јован, според ветувањето негово, ново небо и нова земја, каде ќе живее правдата. Така да, почитувани гледачи, ова Господ Исус го приготова за секого од нас, ако му останеме верни. Сатаната и 1/3 од ангелите решили да искористат својата слобода на избор против Бога. За да се зачува мирот на небото, морале да ја напуштат својата положба. Битијата кои не паднале, ги виделе страдањата и збунетоста што ги донел гревот во Вселената. Библијата ни говори дека тие внимателно следат што се случува нова земја. Поминало 6000 години, сатаната нонстоп го критикува Бога, дека е неправеден. Меѓутоа, еве сега на крајот ќе се покаже кој е праведен, кој е Бог, а кој бил лажливец. Последниот суд и открива на целата Вселена што Бог донел, зошто Бог донел такви одлуки во врска со спасението на човечкиот род. Целта на последниот суд не е да го извести Бога за тоа кој ќе биде спасен, тој тоа одлично го знае. Целта е давање докази на разумните битија, значи во Вселената, за односот меѓу откупените Исуса Христа. На тој начин Бог ќе го острани секој сомнеш или страв дека откупените ќе бидат причина за нов судир во Вселена. Значи Бог доста трпел. Меѓутоа Бог дозволил да созре злото. Тој како еден земјоделец засадил овошки, да кажеме круши или јаболки или сливи. И некој му вели ова круша не чина, иако се уште крушата е млада, не донела плодови. Но земјоделецот паметен вели нека е, да испробам, нека поминат неколку години, нека донесе плодови, па ќе ја пробаме крушата дали е блага или не е. Така да Бог превзел, почитувани гледачи, голем ризик на себе. Може би другите светови, интелигентни суштества се прашували зошто Бог чека, зошто Бог веднаш не го уништи сатаната. Но Бог дозволил да сатаната ги открие целосно своите намери. Судењето е откривање на Божјата љубов, а Бог сака да го сакаме, бидејќи отправен не возлюби. Во љубовта страв нема, туку совршена љубов го изгонува стравот, бидејќи стравот подразбира казна. Кој се плаши, не е совршен во љубовта. Кога исправно ќе го разбереме судот, можеме да доживеме радост во својот живот и да имаме добар земен однос со Бога. Еве, тоа е тоа кратко размислување за судот и за
100.000-годишно царство, кога спасените, значи, ќе поминат горе на небото. Тоа е таа трета фаза, кога веќе конечно ќе се знае кој е спасен, кој е изгубен, но да се осведочат и спасените луѓе дека Бог е праведен, дека не е неправеден, дека Бог не прави разлика. За Бога се сите исти, синови и керки Божи. Меѓутоа некои се послушни, на жалост, а некои непослушни. Нека ние бидеме во една група кои ќе му бидеме послушни на Бога, без разлика што се случува. Нека нашата вера, почитувани гледачи, расте од ден на ден, без разлика дали ќе починеме, да отидеме со вера, вели апостол Павле. И со таа вера Бог ќе ги разбуди, ќе ги воскресне сите кои заспале со вера во Господа. И така еден ден кој ќе се случи тој миг, вели Павле, во миг на око, и мртвите праведни, и живите праведни ќе бидат преобразени и земени со Господа на небото. Продолжуваме повторно со песна. Hvala ti za onaj dan, na križu umro si za mene sam. Zbog mojih grijeha ja to dobro znam, zato hvala ti za onaj dan. Hvala ti za ovaj dan, što si ti sa mnom i što nisam sam. Da ti me čuvaš ja to dobro znam, zato hvala ti za ovaj dan. Ne trebam blaga niti prazne slave, svega mi toga već je preko glave. Sve što mi treba je taj lijepi dan, da budem s tobom radostan. Hvala ti za onaj dan, na križu umro si za mene sam. Zbog mojih grijeha ja to dobro znam, zato hvala ti za onaj dan. Hvala ti za ovaj dan, što si ti sa mnom i što nisam sam. Da ti me voliš ja to dobro znam, zato hvala ti za ovaj dan. Ne trebam blaga niti prazne slave, svega mi toga već je preko glave. Sve što mi treba je taj lijepi dan, da budem s tobom radostan. Ne trebam blaga niti prazne slave, svega mi toga već je preko glave. Sve što mi treba je taj lijepi dan, da budem s tobom radostan. Hvala ti za onaj dan, na križu umro si za mene sam. Zbog mojih grijeha ja to dobro znam, zato hvala ti za onaj dan. Zato hvala ti za ovaj dan, zato hvala ti za svaki dan. Од каде потекнува гордоста? Во Библијата, поточно во книгата на пророкот Езекијел, 28 глава, 15 и 17 стих, е наведено од кого потекнува гордоста. Ти беше совршен во патиштата свој, од денот кога беше создаден, се додека не се најде во тебе беззаконие. Од убавината твоја се возгордија срцето твое. Тука станува збор за сатаната или ѓаволот. Првиот грев бил гревот на гордоста.
Сатаната станал горд и дрзок, мислејќи само на себе. Гревот не насочува кон себе, наместо кон благосостојбата на другиот. Сатаната станал зол заради себичноста, па својот дух на гордост го пренели на нас. Библијата зборува дека Бог се противи на гордоста. Во Мудри изреки, 8 глава, 13 стих е запишано дека Бог ја мрази гордоста и високомерноста. Кога имаме горделив став, Бог не може да комуницира со нас. Бог не може да ни помогне ако ние сметаме дека се е во ред со нас, иако всушност не е. Ова е нашиот најголем предизвик ако себе си не се гледаме во вистинското светло и ако не се откажеме од собствената гордост, Бог не може да ни помогне. Библијата ја детектира гордоста како наш најголем непријател. Еве како Бог гледа на гордоста. Ке дојде ли гордоста, ке дојде и срамот, но мудроста е во смирените. Мудри изреки 11.2. Ничком ке паднат гордите погледи човечки, и она што е високо кај луѓето ке се понизи. Исаја, 2 глава, 11 стих. Понизниот е подобар од горделивиот. Проповедник, 7 глава, 8 стих. Што е лекот за гордоста? Понизноста е лекот за гордоста. Бидејќи гордоста доаѓа од насоченоста кон себе, понизноста доаѓа кога нашиот поглед го насочуваме кон другите. Понизноста не значи да мислиме дека ние сме полоши од другите, ниту пак дека имаме лошо мислење за нашите способности. Тоа не значи да се биде потполно ослободен од размислувањето за себе. Да се биде понизен значи да не се споредуваме со другите, да ги признаеме своите грешки, да ги цениме способностите и добрите особини кај другите, да бидеме подготвени за учење, да постапуваме љубезно, да признаеме кога не сме во право, да бараме прилика и навистина да им помогнеме на другите. Ако се трудиме со Божја помош да ја градиме понизноста во нас, ќе бидеме многу позадоволни од животот. Нашиот живот ќе има повеќе смисла. Ќе бидеме поспособни да ги издржиме лошите моменти. Нашите односи со другите ќе бидат се подобри. Повеќе ќе слушаме и повеќе ќе научиме, бидејќи ќе бидеме искрени кон себе си, ќе искусиме внатрешен мир. Како што кажал англиканскиот свештеник Џон Стот, гордоста е нашиот најголем непријател, понизноста е нашиот најголем пријател. Во мало езеро живееле две патки и една жаба. Кога дошло летото, езерото почнало да се суши. Патките можеле да одлетаат во друго езеро, но жабата не можела. Еден жежок ден, кога езерото било речиси суво, жабата ги замолила патките за помош. Конечно смислиле план. Патките во своите клунови ќе држат стап, а жабата сустата ќе се фати за стапот. Така, носејќи ја жабата, ќе може да одлетаат. Додека така летале, ги забележал еден човек. Бил зачуден од она што го гледал. Колку добра замисла, рекол гласно. Се прашувам кој се сетил на ова. Жабата ја отворила устата и кажала: јас. Во истиот момент паднала и смртно настрадала. Библијата вели: пред погибел гордоста врви и припаѓање надменоста. Во Мудри изреки 16 глава 80 стих. Да се молеме Бог да го реши проблемот на нашата гордост пред да паднеме и да настрадаме.
vidi mi centar, vidi mi nadeš, moja pesna, Isus. Vidi mi oganj vo srcevo, vidi mi vetar vo vjetra, vidi pričinata što živea, Isus, Evo, poleka počnu gledači, doagаме до краят на ова наша денешна утринска програма. Би сакал денеска да ви понудам една интересна книга. Всушност тоа е книгата Библиски четива, илустрирана Библија за млади. Голем формат, во колор, така да, значи, внатре се е во боја. Ако имате деца, внуци или некои повозрастни млади луѓе, ви ја нудиме бесплатно ова илустрирана книга или Библија, така да сите вие кои ќе ја порачите на нашата адреса,
slobodno napишете ни, а ние ќе ви ја испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја донесат на ваша домашна адреса. Секако ова важи само за гледачите од Македонија, од странство ни се јавуваат некои, но не може да ја испратиме, доста е поштарината скапа, некои пратки дури и не стасале од своето одредиште, ни се вратија, така да, еве, ако доаѓате во Македонија за велиденските празници или ова лето, и пишете ни, ние ќе ви ја испратиме без разлика каде живеете, во кој дел на Македонија. Пред нас се празниците, значи ете Великден, некои го прославуваат на свој начин, но како и да е, оваа книга ви ја препорачувам за вашите деца. Библијата вели, Соломон вели, учете ги вашите деца додека се мали, па нема да отстапат од Бога и ќе порастат. Наше е да им дадеме на децата убав материјал, убаво четиво да читат, да проучуваат и да го изградат својот карактер онака како што Господ сака. А вие во станатите кои веќе имате Библија, значи ако имате Свето писмо, еве ќе ви понудам и Библија за возрастните, значи Свето писмо исто бесплатно, сега имаме нов повез, мек повез за млади, така да во наредната емисија ќе ви ја покажам и таа врста на Библија, но како и да е, вие кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, ви ја нудиме библиската школа, bibliјатазборува.mk. Значи ова е онлайн, значи по интернет, може да ја проучувате Библијата дома, поред вашиот компјутер или лаптоп и да навлезете во тајните на Свето писмо. Да видиме сега и рекламата за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве, почно гледачи, дојдовме до самиот крај на ова наша денешна утринска програма, емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот, емисија Разбуди се. Верувам дека веќе сме будни, еве 10 часот е, веќе го трошиме, значи, предпладневниот дел од денот, уште 2 часа неделата од пладнина, но како и да е, ви благодарам на вашето внимание, што денеска бевте со нас, сончево кавадарци, денеска попладне, како што рековме, ќе има облаци, ќе има и дожд, но веќе навикнавме овие неколку денови кај што, ете, врнеше и беше времето посвежо. Емисијата започнавме со она убава мисла за се има време. Па ве и денеска нека имате и вие време за да прошетате во природа, ако треба да отидете на пазар во продавница, како и да е, носете со себе радост, осмех на лицето, зашто тоа ги расположува и луѓето со кои се среќаваме. Уште еднаш ви посакувам убав ден, убава седмица и да се видиме во наредната емисија. А до тогаш останете со здравје. Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежта и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежта. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравјето и схраната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме.